И овај шток што пием сад од тебе е најстарiji, ке рече аца Лукас, алудирајки на неговата старост. Тотално небитно. А нашата екипа е во посета на најстариот македонец во околината на Дебарца, кој според податоците има 127-8 години и покрај сите апели на фондот за пензиско, тој одбива да умре. Ова е Дедо Марко. Нашата екипа се наоѓа во близина на Дебарца, каде што според податоците живее најстариот македонец. Тука нешто над 100 години. Господине Марко, вие имате 120? И 7-8. Земи си еврејски семки. Не, дедо, кажи ми, која е тајната, Дедо Марко? Дете, ова никој не ме прашал до сега. 1950 година. Тука негде на Миконос со еден Француз. Не ме прашувам тоа, Дедо Марко, за тајната за долговечноста. Еврејски семки и кравјо кисело млеко. Земи си еврејски семки. Добро, што ви ја дава волјата за живот, Дедо Марко? Дете, инато дете, нема попис. Не сум попишан на стари години. Имам живеено во 4 држави, а не сум мрднал од дворов. Сите ме попишале. И турци, и срби, и бугари, и Тито. Само сега не сум попишан и се нервирам и живеем за инат. И чекам попис. А шо после пописот, бе, Дедо Марко? Па после пописот, кога ќе имам 133-4 години, колку ќе да е Господ, дете? Земи си еврејски семки. А шо е работава со еврејски семки? Дете, овие се многу добри за простата. Не можеш да знаеш. Од еврејски семки до попис.